Некогаш пред многу години во пределите на Мала Азија, во една област наречена Ликија, се живееше едно дете. Ζούσε ένα παιδάκι. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, туку избави не од лукавиот. Τις οφειλέτες ημών, και εμείς εξ ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Свети Герасим од мал го љубеше Христа и сакаше да биде како него. Затоа тој се трудеше да им помага на луѓето колку што може. Сакаше сите да се сакаат и да бидат обединети. Оди си! Никогаш повеќе нема да си играме со тебе. Дај ми го! Не, ти си виновен. Врати ми го, не лажи. Не е фер. Остави не. Еј, престанете, не се карајте. Нели е подобро кога сите си играме заедно? Ти престани. Никому не му е грижа за твојата љубов. Не е фер. Што? Ти изгуби. Не може. Остави не, престани. Остави ме. Ти остави ме. Ти си виновен. Ке те дадеме на лавовите да те изедат. Не му зборувајте така. Лавовите нема да не изедат ако ги сакаме. Малиот Герасим порасна и стана монах. Отиде во пустина близу до реката Јордан, каде што, откако се крсти Христос, се собраа многу монаси и подвижници за да живеат богоугодно. Се наоѓаме во 5 век. Пак и пак во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. По многу години подвизување и молитва, Свети Герасим стана игумен на манастирот. Сега имаше духовна одговорност за сите. Вашиот благослов, старче. Бог да благослови дете мое. Може ли да ве прашам нешто? Повели, зошто никогаш не ја заклучувате вратата на вашата келија? Затоа што не е моја келија. Ниту таа, ниту столот, ниту масата, ниту книгите и другите предмети што се наоѓаат во неа. Но зошто? Затоа што, дете мое, човекот колку повеќе работи има, го заборава Господ и мисли на нив. Но ако ги има како да ги нема, слободен е и може вистински да се обедини со Бог, а не со тие бездушни работи. А ако дојде некој и ги украде? Нека ги украде, нека земе се, но не ви е страв, старче? Од што да ми е страв? Душата не може да ми ја земе, таа му припаѓа на Христос. Тие работи, нека ги земе, ке се молам за него. А кога се молиш за некого, го љубиш и не се плашиш од него. Благодарам, старче, благослови. Господ да благослови дете мое. Свети Герасим не беше секогаш со нив. Понекогаш излегуваше од манастирот и се молеше за целиот свет во пустината, сам со единиот Бог. Го чувствуваше присуството на Свети Јован Крстител. Чекореше по неговите стапки, го обединуваше својот глас со неговиот и викаше: "Покајте се приближи царството Божјо." Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот. Господи Исусе Христе, Сине Божји.
се ослободи. Можеш да се одмориш сега. Господе Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Лав, што ке прави сега? Нели му е страв? Ке не изеде сите? Брајке, не плашете се. Добар лав е. Како што биле животните, пред да направи грев човекот, ке биде наш пријател и чувар. Старче, од каде се појави овој лав? Ке не изеде сите. Не плашете се. Го најдов во пустината, крај реката повреден. Имаше остар трн во ногата и беше во болка. Бидејќи му помогнав и му го извадив трнот, тој стана питом како јагне и почна да ме следи. Не плашете се, велам да не стане мрзлив, ке оди со магарето што ни носи вода од реката. Лавот ке оди со него и ке го чува. Нема да биде потребно да одите вие и да губите време чувајќи го. Лавот ке оди. Μαζί του και να χάνετε όλη σας τη μέρα για να τον προσέχετε. Θα πηγαίνει ο Λέων. Велам да го крстиме Јордан, бидејќи старецот го најде близу до реката Јордан. Дојди да се запознаеш со магарето од твојот нов пријател. Ке биде многу среќно. Оди со добро. Имаш нов чувар денес. Имаш голема среќа. Сите ќе ти завидуваат. Ако не те изеде за појадок, навистина ќе имаш среќа. Што зборувате? Добро е што не ве разбира. Наместо да се срамите за нашите гревови и страсти поради кои подивеа животните, вие го задевате. Се пошегував, старче, прости. Не се шега нашите гревови, дете мое. Ако лавовите се диви, ние ги направивме такви. По молитвите на светите отци наши, Господе Исусе Христе Боже наш, помилуј не и спаси не. Амин. Дојдоа, да, дојдоа, неверојатно. Да го имав трпението на магарето. Да ја имав послушноста на лавот. Не очекував дека некогаш во животот ќе видам таква гледка. Лав и магаре да бидат пријатели. Еден лав верен и послушен. Гледаш ли што прават понизноста и љубовта на старецот? Голема е силата на љубовта. Замисли дека таа го создаде светот. Љубовта на Бога. Одете со добро, Христос нека биде со вас.
магаре. Да го земеме, изгледа силно и работливо. Και δουλευταράς. Каде е магарето? Се изгубило? Лавот? Сам? Каде е магарето? Веројатно го изел. Да, така е, најверојатно, дивиот инстинкт се разбудил. Што се случило? Кутрото магаре сигурно било исплашено. А јас мислев дека љубовта лекува се. Колку лоша смрт. Див звер не издржа. Και εγώ που νόμιζα πως η αγάπη θεραπεύει όλα τα πάθη. Браќа, што се случило? Каде е магарето? Лавот го изел, старче. Τι έγινε? Го изел? Да, старче, така е. Сега и нас ке не изеде. Божјата љубов е само за човекот, а не за животните. Και εμάς σιγά σιγά. Η αγάπη του Θεού είναι μόνο για τον άνθρωπο. Јас станав монах за да ми изедат лавовите? Φάνε τα λιοντάρια. Смирете се. А ти сега кога немаме магаре, ти сам ќе одиш и ќе носиш вода. Може понизноста ќе те користи. Не обвинувајте ги животните. Не заборавајте дека ние сме виновни за тоа што се диви. Се надевам дека ќе се покаеш и ќе се поправиш. Εύχομαι να μετανιώσεις και να διορθωθείς. Γύρισε ο άσοδος γιος. Се врати блудниот син. Браво, момче, бргу учиш. Да, додека не изеде уште некој. Јади, денес е среда, се пости. Може ќе ти помогне да научиш да се воздржуваш. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε νηστεία. Πας και σε βοηθήσει να κρατιέσαι. Чудно животно, јаде леп. Пост, послушност, понизност. Да не го изедеше магарето, ќе беше најдобриот христијанин. Не се согласувам. Не може да го слави Господа. Што зборуваш? Го слави со своите дела. Вистина, но не се моли, всушност не зборува не комуницира со Христос. Не може да се спореди. И покрај тоа, ако едно диво животно се однесува така, колку подобри треба да бидеме ние. Αν αυτό που είναι άγριο ζώο ασκείται έτσι, σκέψου πόσο καλύτεροι θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Ο γάιδαρος! Магарето, нашето магаренце. Каде го најде? Гледам јаже, некој го има врзано, го украл и го врзале. Некои кратци. Και τον είχαν δέσει. Така изгледа. А лавот го нашол, го одврзал и ни го врати. Βρήκε, τον έλυσε και μας τον А ние го обвинивме дека го изел. Навистина, старче, твојата љубов прави чуда. Потполно го излекувало животното. Έχει θεραπεύσει για τα καλά το ζωντανό. Љубовта доаѓа од Христос. Неа да ја бараме и со неа да живееме. και με αυτή να ζούμε. Да се вратиме сега на работа. Работата е доблест. Бог постојано работи за наше спасение. Συνέχεια εργάζεται για τη σωτηρία μας.
Нашето лавче убаво си помина на прошетка, но кога се врати во манастирот, нешто беше променето. Монасите одеа наоколу загрижени. Магарето не беше подготвено за вообичајната работа. Нешто непријатно се имаше случено, но што? Се упокои старецот Јордан, се упокои нашиот татко. Нема да го гледаме како порано, но ќе ги примаме неговите молитви од небото. Από τον ουρανό. Дојди, да ти покажам каде е старецот, да разбереш што ти велам. Λάβεις τι σου λέμε. Оттогаш нашата црква го слави Свети Герасим Јордански секоја година на 4-17 март, денот на неговото упокојување. Ние можеме да му се обраќаме секој ден. И ако сакаме да бидеме како него, да го имаме во умот и во срцето Христос, тогаш се што е диво и тешко како лавовите, можеме да го направиме лесно и едноставно. Και απλά.